Нема теоретска шанса да поминат уставните измени. Манипулативни се тврдењата на власта дека тие што не поддржуваат внесување на бугарите во уставот не се со Западот, по цена на само одрекување нема воју. Е ставот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски по вчерашната седница на која се покажа дека власта не обезбедила двотретинско мнозинство за поддршка за отворање на највисокиот правен акт. Лажно е тврдењето на власта и нивното упростување на работите дека од прифаќањето на уставните измени под бугарски диктат ќе зависело дали ќе сме биле за Европската Унија или против Европската Унија. Или како што тие сакаат да ја представат црно-белата слика, дали ќе сме биле за Западот или ќе сме биле за Истокот. Ова воопшто не е таков избор. И ве молам, тука и медиумите, новинарите, експертите и целата јавност да не наседнува на оваа бледа манипулација. Тие може да се представуваат за европејци, но се далеко од тоа. Не се европејци и лажно е нивното сечење на вени по Европската Унија. Затоа што додека го прават тоа, Македонија е под истрага за крадење на пари и злоупотреба на фондови од Европската Унија. Мицкоски ги демантираше тврдењата на Ковачевски дека сите биле вклучени во процесот на создавање на преговарачката рамка. Власта не прифати ниту еден предлог на ВМРО ДПМН, потенцира Мицкоски, кој беа во насока на разоружување на диктатот и обезбедување гаранции за Македонија. Клучната грешка на власта во процесот на создавање нова решение кое гледаме како заврши е тоа што целосно ја исклучи опозицијата. Седеа, договараа, прифатија се што другата страна сака, излегува во јавност и сега велат ајде прифатете. Не може да бараат консензус за нешто во кое што не сме биле вклучени во неговото креирање. Тој додаде дека Македонија не треба повторно да влегува во играта на Стапот и Морковот без никакви гаранции за влез во Европската Унија. Не за влегување во повторната игра на Стапот и Морковот, без било какви гаранции за влез во Европската Унија, од кој што земјава ќе го види само Стапот, односно уштенна блокада. На крајот, сите ние веруваме во компенхагенските критериуми, кои сигурно не се прифаќање на едно лудило од барања на соседната држава, со јасна тенденција да го избрише постоењето и историјата на друга држава. Соседна држава да направи упад во историјата, колективното чувство на друга држава. Председателот на ВМРО ДПМН застана зад барањето на опозицијските пратеници дека време е за предвремени парламентарни избори, бидејќи како што вели, по пропагањето на уставните измени Македонија е влезена во политичка криза.